Па првите идеи дојдоа некаде на крај на 2019-2020 година, кога беше идејата, инаку јас сум од скоро, од 2017 љубител на часовници, еден едноставен дизајн кој си игра со сличноста на визуел на 11 арапски бројки, двојка 2 часа од римски бројки. Делот од еволуција, првата идеја што кажав 11 арапски, двојка римски, првата идеја беше дека ќе биде нешто 5 до 2. Што не е баш нешто многу маркетинг добро, 5 до 2 дојде 11 и 10, што е подобро и тоа во еден момент ми текна дека сепак ако 11 и 10 е многу подобро 11 и 11, подобро звучи. Тука е делумно работата што класични часовници, ако сте забележале, се сликаат обично со стрелките на 10 и 10, за да изгледа симетрично. Мојот часовник дел од тоа е 11-11, the next step. Мојот се слика со стрелките обично на 11-11. Следниот чекор од 10 на 10, новото е 11-11. До сега неам видено дека некој самата круна, која обично си стои на 3 часа културно и не прави ништо визуелно, само си има функционална работа, е вклучена практички како дел од осмицата. И тоа беше нешто да го направиме интересно. И тоа е една од работите што го прават исто часовникот невообичаено, прават еден чист дизајн. Логото, што е 11-11 на бане на Небојша Гелевски што е направено, е многу добро, бидејќи е ито на кирилица. Практички представува 11 и кирилица на 11 на македонски. Потоа во позадината, една од работите на кои укажувам на македонското потекло е во текстот во позадината, во дизајн пишува 7 осмини, што е нели традиционалниот ритм на македонската музика за дизајн, а за бест каде е базиран има 3/4 за виенскиот валцер. И механичките часовници кои се направени во Швајцарија, нели во Мейт има едно мало крвче за швајцарското знаме. Имаше жени исто така за жени што имаат покласичен вкус и тоа се луѓе категории на клиенти кои воопшто не ги интересира механички ликварцен.